Ова не е видео снимка од нечија свадба, ниту пак од приватна веселба. Напротив, вака се славеше пуштањето во употреба на долго очекуваниот автопат Демиркапија Смоквица. Премиерот Зоран Заев со делегација од ЕУ и владата ја пресече црвената лента, па одекнаа зурли и тапани. Се вртеа ора и чочеци, а кон музичарите летаа банкноти во денари, но и во девизи. Социјалните мрежи беа преплавени со коментари со подсмев, како и со критики за начинот на кој се прославува пуштање во употреба на еден патен правец. Но веќе денес Министерството за транспорт и врски се огради од организација на прославата. Сакаме да ве информираме дека ниту Министерството за транспорт и врски, ниту друга државна институција не е организатор на било каква забава. Се наведува во кусото соопштение. Прославата која предизвика лавина реакции во јавноста била организирана од грчката компанија Актор, која што 6 години го градеше автопатот. Оттаму преку соопштение се извинија ако погрешно била разбрана прославата со жива музика во тунелот. Вчера Актор организираше прослава на отворањето на патот Демиркапија Смоквица. Настанот започна во кампот во Демиркапија и во тунелот и траеше кратко време. Целиот настан беше организиран од Актор. Во него учествуваа вработените, супервизорите и добавувачите од земјата. Сите луѓе дојдоа со автобус организиран од Актор. Сите гости отидоа со автобус од кампот во тунелот и по кратко време се вратија назад во кампот за да продолжат. Соопштија од Актор. Впечатлив беше токму двокатниот автобус на ЈСП со кој музиката и веселите граѓани пристигнаа во тунелот да свртат по некое оро. Директорот на јавното предпријатие Кристијан Чушков за дел од медиумите посочил дека автобусот бил најрегуларно изнаемен. Автобусот е изнаемен од страна на Далма Фуд Кетеринг за 24.500 денари за еден ден. Нема ништо спорно. Автобусот ЈСП може да изнаеми кој сака, затоа си има утврдени услови, ценовник кој постои веќе неколку години. Не изостана ниту критика од екс-премиерот Никола Груевски, во чие време започна изградбата на автопатот. Освен овие два автопати во градба и оној кој го завршивме во мај 2017, а тие дури сега по една година го пуштија во употреба Демиркапија Смоквица. Јас знам дека СДСМ во овој нивни мандат нема да изгради не 600 километри, туку нема да изгради ниту 1 километар автопат по меѓународни стандарди. Напиша Груевски на Фејсбук. Пред веселбата на свеченото отварање се обрати и премиерот Зоран Заев, кој порача дека поврзувањето е основен чекор за изедначување на нашите регионални стандарди со оние на Европската унија. Само ќе ја повторам нашата определба дека без разлика на сите слабости и долгови што ги наследивме, владата на Република Македонија даде збор дека ќе ги заврши сите започнати патни проекти во најбрзите можни рокови. Нам денеска ни останува да го одбележиме крајот на сите градежни работи и во свечена атмосфера да им го предадеме на граѓаните на нашата земја и на граѓаните на Европа делот од овој автопат кој му возможува безбедно стигнување до сите делници на овој потек до границата со Република Грција и обратно. Инаку специјалното јавно обвинителство пред безмалку 2 месеци соопшти дека води постапка против компанијата изведувач Актор поради сомнеж за злоупотреби при доделување на тендерот. 4 правни и 10 физички лица, меѓу кои Груевски и Јанакиевски, се сомничат дека ја фаворизирале грчката компанија, иако фирма од Италија дала далеку пониска понуда.